Почитувани, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во изминатите 5 години сериозно вложува во образованието, како во човечкиот капитал, така и во подобри услови за одржување на наставниот процес. Со постигнатиот договор помеѓу владата и синдикатот за 5 години платите во образованието вкупно ќе пораснат за 36% во споредба со 2017 година. Освен во основното и средното образование, растат платите и на вработените во високото образование. За прв пат беше потпишан колективен договор со што платите во високото образование се зголемија за 10%, а со тоа започне исплатата на минатиот труд. Меѓу првите одлуки на владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, беше укинувањето на екстерното тестирање, кое не само што беше непотребен товар за учениците, туку беше и алатка за притисок кон наставниците. Освен во платите, инвестираме и во инфраструктурата во образованието. За помалку од 5 години реконструирани и изградени се над 80 основни и средни училишта. Инвестираме и во ученичкиот и студентскиот стандард, за да имаме помотивирани ученици и студенти. Ученичките стипендии, кои изнесуваа од 2200 до 2700 денари, ги зголемивме и ги израмнивме на 3500 денари, со кои се офатени околу 3100 ученици. Двојно ги зголемивме стипендиите за студентите, а за прв пат воведовме стипендии за докторанти во износ од 18.000 денари. Грижата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за образованието е постојана, но за жал, во собранието блокиране законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта, што ќе обезбеди уште повисоки плати и трајно вработување на 4700 наставници и стручни соработници. Парламентарното мнозинство и владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на дело ја покажуваат вистинската грижа за образованието, за наставниците и учениците. И во време на најголема светска економска криза вложуваме во сето она што е важно за нашите граѓани и нашето општество. Ви благодарам.